Почитувани граѓани, почитувани министар за финансии, почитувани представници на медиумите. На почетокот дозволете ми на сите вас, новинарите и преку медиумите кои што ги представувате, на сите граѓани на нашата земја, уште еднаш да ја честитам новата 2019 година, со желби за лична среќа, здравје и успех, но и со желби за успех на секој план, на секој од нас поединечно, на сите граѓани, но и на нашата земја Република Македонија. Годината што измина беше година на враќање на евроатлантските интеграции на врвот на агендата. Го склучивме македонско-грчкиот договор од Преспа, а со освојувањето на уставните измени ја отстранивме блокадата за нашето интегрирање во НАТО алијансата и потоа во Европската унија. Од зона на целосна неизвестност, Македонија доведовме до помирно море, како држава со сигурна и обезбедена иднина. Покрај гаранцијата за безбедноста, пред нас се отвараат реални и одржливи економски перспективи. Тоа ни дава за право оваа 2019 година да ја гледаме како година на остварување на економски резултати, година кога економијата почнува да функционира за секого, за што поставивме сериозни основи во буџетот и во економските политики за поддршка на бизнисот и на инвестициите. Паралелно со поставените услови за растечка економија, поставивме и цел систем на реформи за социјална праведност како основи за подобра живеачка за сите граѓани. Промовиравме ново, праведно доначување, реформа на пензискиот систем и зголемување на социјалната благосостојба. Дефицитот во пензискиот фонд или пензискиот систем нема повеќе да расте, а тоа ја испраќа пораката за сигурност и стабилност до актуелните и сегашните пензионери, но секако и до идните пензионери. Символично е праведното доначување и зафаќа 1% од сите граѓани кои што остваруваат приход, но сепак оваа символика испраќа сериозна порака на солидарност во нашето општество и со 3000 денари не може да се живее во семејствата. Социјалната помош оваа година ќе биде 11.700 со преку 70% од примателите на социјална помош. Исто така испраќаме сериозната порака на солидарност, која што овој аргумент или овој податок само е пораката, но е имплементирана во мал милион програми и раздели во самите буџетски програми. Предвидовме сериозен буџет за мотивиран јавен сектор, за вработените во здравството, во одбраната, во полицијата, во образованието, во градинките и за сите останати јавни службеници, за да им служи еднакво квалитетно за сите граѓани без исклучок. Очекувам јавната администрација да работи. Да ги даде својот резултат, а државата и ние ќе останеме фокусирани да дополнително создаваме услови за нивно целосно мотивирање. Буџетот за 2019 година е дизајниран да ја одржи макроекономската стабилност и фискалната консолидација и е проектиран со очекуван раст од 3,2% од брутодомашниот производ. Фискалната политика на владата на Република Македонија за 2019 година е во функција да обезбедува раст на македонската економија, социјална сигурност и забразување на пристапувањето во НАТО и интеграциите во Европската унија. Во 2019 година ќе продолжи трендот на раст на платите и на вработувањата во приватниот сектор, поддржан со владини мерки, со што ќе се зголеми расположливиот доход на домакинствата. Ги враќаме парите назад кон граѓаните. Ефтината тарифа на струјата остави 11,4 милиони евра плюс пари кај граѓаните. Укинувањето на радиодифузната такса до 15 милиони евра остави плюс пари кај граѓаните. Минималната плата и спиралата на плати овозможи плюс пари кај граѓаните. Намалувањето на казните и скалестото казнување и претходните опомени пред казнување и текако остава пари кај стопанството и кај граѓаните. Укинувањето на извршителските трошоци и текако остава плюс пари кај граѓаните. Укинувањето на каматите на долговите за струја. Преку 200.000 семејства имаат таков проблем кој што почна да се решава и ќе се решава во текот на 2019 година. Социјалната помош зголемена за 300% е повеќе пари кај граѓаните. Поголеми плати кај граѓаните и во јавната администрација е исто така зголемена силна јавна потрошувачка моќ кај граѓаните. Проектиравме и намалување на невработеноста на рекордно ниски под 20% со помош на пакетот активни мерки за вработување вреден
1,1 милиарди денари, како историски највисок износ во досегашните политики за вработување. Остануваме на нашата определба за раст на поддршката за домашните и странските инвестиции, со буџет повисок за скоро 40% во однос на ребалансот за 2018 година. Пристапот до оваа финансиска поддршка на менеджерите и компаниите им обезбедува зголемување на конкурентноста преку мерките за нови инвестициони вложувања, мерките за поддршка на извозот и освојување на нови пазари, обезбедување нови работни места, субвенции за иновативната дејност, технолошки развој, истражувања и други погодности подеднакво достапни и за домашните и за странските инвестиции. 2018 година започна со изградба 16 нови големи странски инвестиции и како ќе дадат сериозен импакт врз самата економија. 250 фирми домашни добија директна помош од државата и преку новиот закон за поддршка на развојот и преку фондот за иновации и технолошки развој. 15 лиценци се издадени и почнаа со работа за производство на медицинско масло од марихуана. Вработуваат повеќе од 300 луѓе со проектиран вкупен приход, односно вкупен доход на остварување на производство поголем од 100 милиони евра или 1% од бруто домашниот производ на државата. Повеќе од 15 нови инвестиции почнаа со градба во делот на земјоделството или се пред почеток на градба. Се работи за сточарски фарми и други земјоделски дејности во согласност на тоа што досега е завршено и новите огласи над 3 хектари кои што се објавуваат со посебните услови заради најмалку заинтересиран еден инвеститор во областа на земјоделието. Преку 20 нови фабрики се отворени во индустриските зони во општините, надвор од технолошко-индустриските развојни зони. Во здравствената заштита планирани се средства во износ од 30 милиарди денари, што е поголем износ во однос на 2018 година за околу 2 милиарди денари или повеќе од 33 милиони евра. За зголемување на средствата за финансирање на здравствени програми, за набавки на нови лекови, за лица со ретки болести, за поголеми плати на здравствените работници. Планирано е и одредени заштити да се остварат оваа година, како што е преку вградувањето на методи на лечење дома, наместо во странство и проектирани се најмалку 2 милиони евра заштеда. Веќе почнаа таквите методи, како што е коскината срж, која што веќе се вградува овде од дечиња до повозрасни, вештачкото срце за кардиолошките и кардиоваскуларните дејности, но и сите други области кои што дефинитивно штедат огромни илјадници, стотици илјадници евра кои што остануваат овде на располагање за нови плати за здравствените работници и подобрени услови секако за лекарите, медицинскиот персонал, но пред се и над се за пациентите. Силен придонес за вкупниот економски раст во оваа година очекуваме да дојде и од земјоделството, со зголемениот буџет за сериозна поддршка за земјоделството, поддршката на производството, за квалитет и за сигурен пласман. Зелената нафта пристигнува во 2019 година за поддршка на земјоделските стопанства од 30% при набавка на гориво и за земјоделската механизација. Оваа мерка се воведува за прв пат во нашата земја. Интересот на граѓаните останува во фокусот на оваа влада со повисок буџет за програмата и за рамномерен регионален развој. Планираното ниво на околу 512 милиони денари. Тоа се 107 милиони денари повеќе во однос на ребалансот за 2018 година и тоа за развој на планските региони, развој на подрачјата со специфични развојни програми, проектите за развој на селата, како и проектот за подобрување на општински услуги, за изградба капитални инфраструктурни проекти за поквалитетен живот и за заштита на животната средина. Сигурно ја воочивте политиката да желбата на владата да општините ги стави во полн капацитет во функција на севкупниот развој. Овие 3 милиарди денари или 50 милиони евра се само дел од ваквите програми. 70 милиони евра имаме нови средства 2019 година за локални патишта. Повеќе од 50 милиони нови средства за водоводи и канализации. Дополнително од оние 35 милиони евра тригодишни од ТАФ, одредени заштеди во јавните претпријатии и како ќе помогнат во севкупниот локален развој, а самиот локален развој е како камче од мозаикот кој што треба да го возможи севкупниот дополнителен економски развој на државата. За прв пат во стратешките приоритети во програмата на една влада е определена и програма за намалување на аерозагадувањето.
Првично тврдениот буџет за оваа програма изнесува 98 милиони денари и тоа е само дел од веќе постоечките буџети за еколошки мерки во Министерството за животна средина, за економија, за транспорт и врски и други министерства, но и во проектот за гасификација и мерките за животна средина на сите општини во државата. Во 2019 година следува сериозно придвижување во делот и на капиталните инвестиции. Пред 3 недели го подпишавме договорот за грант во висина од 68,6 милиони евра со Европската банка за обнова и развој преку инвестиционата рамка на Западен Балкан на Европската Унија, наменет за изградба на железничката пруга со поврзување со Бугарија и со Албанија. Овој договор е одлична најава за годината што е пред нас, година што ја прогласивме за година на економски раст и за спроведување на економските политики. Проектот за доизградба на железничкиот коридор 8 е од исклучително значење за Македонија, но од исклучително значење за Јужна и Источна Европа. Го поврзува Црното море со Јадранското море, односно тоа е коридор преку кој Бугарија, Македонија и Албанија ги поврзува Блискиот Исток и Азија со Европската Унија. Во таа насока, оваа артериска трансверзала е од огромна стратешка и економска важност за Република Македонија, а железниците се најсериозната причина или аргумент за слабата реализација на капиталните инвестиции, заради тоа што тука најмногу беа направени пропусти во севкупната имплементација на капиталните инвестиции. Грантовите, односно неповратните средства од Европската Унија имаат исклучително и посебно значење за Република Македонија. Партнерското учество на Европската Унија и на низините финансиски институции со поволните кредити за капитални проекти во Македонија потврдува дека нашата и европската интеграција на Западен Балкан е препознаена како геостратегиска инвестиција за стабилна, силна и обединета Европа, базирана на заеднички вредности и стандарди. Оваа година ќе отвориме и доста инвестиции со јавни приватни партнерства и со концесии во повеќе области, како што е енергетиката, инфраструктурата, земјоделието и многу други области. Се надевам дека со сите овие планови за 2019 година, на вистина, кога ќе ја завршиме истата година, ќе можеме да заклучиме дека на вистина 2019 година била година на економијата во Република Македонија. Благодарам. Почитуван премиер господин Зоран Заев, почитувани представници на медиумите, дозволете ми и мене најпрво да ви ги честитам празниците и да ви посакам многу здравје, успех и среќа годинава. Јас денеска ќе зборувам за 3 работи. Прво за остварените економски резултати во 2018 година, второ за спроведените реформи во системот за јавни финансии и трето за очекувањата во 2019. Во 2018 година беа успешно реализирани клучните цели на економската политика, платите растеа, а вработеноста се зголеми. Годишната стапка на раст на просечната нето плата заклучно со октомври изнесува 5,7%. За споредба, просечната годишна стапка на раст на просечната нето плата во периодот од 2013 до 2017 година изнесува 1,9%. Ова значи дека платите во 2018 година има 3 пати посилна стапка на раст во споредба со преходните години. Дополнително, важно е да се нагласи дека најниските плати во текстилната индустрија, облека и кожа растеа со повеќе од 10%. Бројот на вработени е зголемен за 14.000 во првите 3 квартали од 2018 година, а невработеноста е намалена од 21,9% на крајот на 2017 година на 20,8% во третиот квартал на 2018 година. Во 2018 година обезбедено беше највисоко ниво на буџетска поддршка за домашните предпријатија, повратот на ДДВ кон предпријатијата беше брз и неселективен, реализираниот поврат на ДДВ кон фирмите изнесува 23,1 милиарда денари и тоа е за 19,3% повисок од 2017 година. Економијата заздраве, приватниот сектор е главниот двигател на растот. Индустријското производство оствари раст од 5,2% во првите 11 месеци од 2018 година, а растот на извозот на стоки во првите 10 месеци од 2018 година изнесува 16,3%. Во однос на фискалните остварувања, буџетските приходи имаат раст од 4,9%.
При тоа во однос на проекциите има реализација од 98% кај вкупните приходи, односно 100,1% кај даноците и придонесите. Тоа значи дека се идентични со проекциите. Буџетските расходи имаат остварен раст од 1,8% во однос на 2017 година, односно тоа е 95% од проекцијата. Остварен е дефицит на буџетот на Република Македонија од 1,8% од БДП, што е значајно намалување во однос на претходните години, кога изнесуваше околу 3%. Поради намалениот дефицит, јавниот долг беше ставен под контрола, односно се намали од 48,8% од БДП во 2016 година на 48,2% во третиот квартал на 2018 година. За вториот дел, во вториот дел се 10 клучни реформи за подобрување на системот за јавните финансии, кои што се остварени во 2018 година. Прва е даночната реформа, воведовме праведен данок. Второ е пензиската реформа, за сигурни пензии на сегашните и идните пензионери. Трето е реформата на социјалниот систем, за да им се помогне најмногу на оние на кои што помошта им е најпотребна. 4 е фискална консолидација, постепено намалување на буџетскиот дефицит со цел стабилизирање на јавниот долг. Петата реформа е успешно управување со јавниот долг и конечно јавниот долг е ставен под контрола. Шеста реформа, намалени се неизмирените обврски и воведен е систем за да се спречи нивно натрупување во иднина. Седма реформа е систем на јавни набавки според европските стандарди за граѓаните да добијат најдобра вредност за нивните пари. 8 е спречување на перењето на пари, се воведе обврска за известување за вистинскиот собственик и се намали лимитот за готовински плаќања. Деветата реформа е за подобрување на даночните услуги за граѓаните, се воведува предпополнета даночна пријава и нов електронски систем за царинско работење. И 10-та реформа е фискалната транспарентност. Преземавме редица на мерки со цел јавноста да има увид, целосен увид каде се трошат парите од страна на институциите. Во однос на очекувањата за 2019 година, силната стапка на раст на платите од околу 4,5% очекуваме дека ќе продолжи и во 2019 година. Таа ќе се реализира и во приватниот и во јавниот сектор. Веќе е буџетиран раст на платите од 10% на докторите специјалисти и 5% на останатиот медицински персонал, почувајќи од платата за јануари годинава, исто така 5% изголемување на платите на вработените во градинките и училиштата, како и администрацијата, почувајќи од платата за септември во 2019 година. Повисоките плати ќе доведат до зголемена потрошувачка во економијата, со што ќе придонесат и за заживување на економската активност. Придонесот на инвестицијската активност од негативен во 2018 година очекуваме да биде позитивен во 2019 година. Политичката стабилност, отварањето на евроатлантските перспективи и враќањето на довербата на инвеститорите ќе придонесат кон раст на приватните инвестиции. Дополнителен инпут кон инвестициите ќе има и забрзувањето на поголемите јавни инфраструктурни проекти. Во 2018 година надминати се главните проблеми, како од аспект на технички документации, па се до имотно-правни прашања. Очекуваме бруто инвестициите годинава да бидат повисоки за 4,2% на реална основа. И во надворешната трговија очекуваме да продолжат позитивните движења со очекуван реален раст на извозот на стоки и услуги од 8,5%, при реален раст на увозот од 6,8%. Согласно ваквите очекувања, како и предвидувањата за меѓународното економско окружување, реалниот економски раст во 2019 година ќе се забрза на 3,2%. Ова е во согласност со најновите проекции на релевантните меѓународни и домашни институции. Предвидениот раст на економската активност се очекува да биде придружен со раст на вработеноста, потикнати преку историски највисоките активни мерки за вработување во износ од 1,1 милиарда денари
како и поддршка за предпријатијата во износ од 2,8 милиарди денари за инвестиции и отварање на нови работни места. Проекцијата за раст на бројот на вработени изнесува 2,1%, што ќе придонесе стапката на невработеност да се намали на 20%. Подобрените јавни финансии се крвотокот на системот. 2019 година ќе биде година на повисоки плати, повеќе вработени и отворени работни места и повеќе инвестиции. Благодарам.